Германската компанија Кромберг и Шуберт наскоро ќе почне со изградба на својата 23-та фабрика во светот, поточно во индустриската зона Жабени во Битола. Со сегашните речиси 2500 вработени и планираните нови 2000 работници, компанијата би станала еден од најголемите работодавци во регионот и би вработувала многу повеќе работници и од најголемиот електроенергетски комбинат во државата, РЕК Битола, каде што работат околу 3000 работници. Македонија бележи подобрување во извештајот за индексот на економска слобода на фондацијата Херитидж, додека пак од институтот Като велат дека Македонија е најдобро пласирана држава во регионот. Државата се наоѓа на 43-тото место од вкупно 186 земји во извештајот за индексот на економска слобода на фондацијата Херитидж во Вашингтон. Зад Македонија се најдоа Албанија, Бугарија, Црнагора, Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Грција. Според Херитидж, но и според Като, во Македонија најдобра е монетарната политика, додека пак најлоше е оценето судството и заштитата на сопстеничките права. Уапсена е благајничката на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза заради проневера на 70.000 евра. Финансовата полиција ја уапси 51 годишната благајничка по добиена дојава од менаџментот на институтот дека се сомневаат во висината на остварените приходи од дадените услуги на пациентите. По предистражната постапка и деталната контрола на книговостојната документација и жиросметката со која располага институтот, финансовата полиција утврдила дека на сметката на институтот недостасуваат околу 70.000 евра пари од платена партиципација од пациентите. Пратениците од Демократската партија на албанците се вратија во собраниските клупи по одлуката од највисоките тела на ДПА. ДПА ја бойкотираше работата на парламентот по инцидентот со колегите од ДУИ за време на Комисијата за финансирање и буџет, кога пратениците расправаа за амандманите за буџетот за следната година. Во собранието пак денеска продолжи расправата за буџетот за следната година. Малопродажните цени на горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1,5 до 3 денари за литар. Според Регулаторната комисија за енергетика, поевтинувањето се должи на намалените цени на суровата нафта на светските пазари. Првиот саем посветен на проектот Купи куќа, купи стан ќе се одржи од 24 до 28 овој месец во Скопје. Граѓаните на едно место ќе може да се информираат со условите и да ги остварат сите контакти за проектот кој, како што наведуваат од Министерството за финансии, дава и до 14.000 евра неповратни средства за купување нов дом, соопшти од Министерството. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празници на Република Македонија, 23 октомври оваа година, денот на македонската револуционерна борба, е неработен ден за сите граѓани во Република Македонија. Политичките противници на градоначалникот на Загреб Милан Бандич задоволно тријат раце на информациите за неговото апсење. Граѓаните на главниот град на Хрватска наскоро би можеле повторно по втор пат во 2 години да избираат градоначалник. Според неофицијалните информации, Бандич е осомничен за сериозни кривични дела. Под истрага се средства кои ги трошел во претседателската кампања, управувањето со градското земјиште, измените во генералниот урбанистички план, управувањето со отпадот, јавните набавки, вработувањата. Шпанската болничарка која беше првото заразено лице со ебола надвор од Африка веќе го нема тој вирус, соопштија шпанските власти. 44 годишната болничарка на 6 октомври беше сместена во болница поради симптоми на ебола. Таа беше дел од медицинскиот тим кој се грижел за шпанскиот мисионер во Западна Африка кој почина од ебола.